во Македонија за да си се присутен, тоа и ти ќе го сватиш со текот на времето и го имаш сватено 100% сум сигурен е да бидеш запаметен по нешто негативно. Сега мене да ме фатеа како крадам во трафика, ќе ме знаеа сите. И тебе ќе те знаеа сите. Сега мене да се соблече в гол на телевизија, ќе ме знаеа сите. И тебе ќе те знаеа сите. И тоа ќе биде не за мене, за тебе, туку и за секој еден што моментално не гледа. Али кога ќе направиш нешто добро, Ова е добро. или кога ќе направиш, пример, не знам, ќе кажеш воздухот е чист надвор, сите ќе те гледаат чудно, као кој е типов и што сака. Тоа е одговорот на она зошто не те знаат сите и не може да те знаат сите. Го споменавме претходно Бојан 13. Мислиш дека Бојан 13 го знаеа сите пред рекет? Не знам. Ти шо? Го смајка ти го следела, мислиш Бојан 13 што правил во животот пред рекет? Еве прашаја. Поздрав до мајка. Поздрав до мајка. И поздрав и до моите родители. И татко ми Мислам ќе ми се дека, наоди што не го споменав, ама за него после ќе ти кажам кои стресови ги трпи, а ги трпат и твоите родители. 100%. Така што дупол поздрав до мајка ти. Значи мислиш дека нешто негативно е? Тоа што Не мислам, сигурен сум. И кај Стефан може да се латас тоа. Апсолутно. Ама претходно со Снежа пред да искочи студиова, баш тоа го искоментиравме. Купи го за 1000 евра и продај го за 6000 евра. Тоа е цената на славата. Живееш јавен живот. Ја не можам да речам ова и криво им се овие што ме гледаат и ме критикуваат. Не бе брат, окей. Супер. А мислиш дека постика нешто како у светот што се збори ниширање, ти да се нишираш сега, не знам јас да сум next gen, некој подкаст што е поспецифичен и од тоа да просперираш така. Мене ми очигледно свати дека не може во овие година и пол. Мислиш дека треба да си all in за тука да просперираш? Не, треба да си будала за тука да се обидуваш прво. Да, Морам да бидам искрен. Еве твојот снимател кажа дека пробувал нешто и се повлекол. И он очигледно паметниот во причава, а ние сме будалите. Дали all in, не знам дали all in било од моја страна, можеби така изгледало. Види, јас реално ги вложувам парите кои што ги заработувам од друга професија. Тоа е IT професијата и маркетингот. Ги вложувам тука и значи не може тоа да го прави човек што не е будала. Извини, немој да се налудиш, али тоа е реалност. Но со текот на времето квалитетот исплива и имаш едно време прашање како претрес се појавуваат толку јаки политичари? Дебе луѓе викам не постојам од вчера, од завчера 13 години постојам на сцена, како да не се појават. И тоа, пази, ја многу ценам што се појавуваат. Ја многу ценам што еве ќе споменам еден специфичен пример и пред претрес. Бојан Маричек, ја неколку пеналев за бифтеците на голема. Па свака му част на човекот се појави после тоа на интервју во претходниот медиум кој што работи. Ма истам тоа е многу почесно, така? Да. Место да се крие. Претходно дискутиравме со Снежа, му текнала на типот повраќам, не доаѓам. Како бе брат, повраќаш, не доаѓаш? Примерно она има разбирање, немам. Као стварно немам и кај мене добиваш бариера као тоа е тоа. Дали ја all in? Пак ќе кажам, не сум сигурен, мислам дека има уште многу што да дадам за публиката. Тоа нема да биде ниско, третокласно и по секоја цена, затоа што не го правам тоа. Гледам да биде високо ниво и да ги слушам нивните критики. Оние што се реални, а не од тетката што прв пат отворила YouTube, видела Ландов па и текнала да куцне коментарче градат ја косата.